Добро утро за сите оние кои што малку повкасно се вклучија на фреквенцијата на телеканал Ајден. Ова утро ќе зборуваме со нашите гости за нега на коса, меѓутоа и како помина сајмот за венчаници и за свечени фризури кој што се одржа во Белград. Мои и ваши гости ова утро се Славица Цаци Трајанова и Александар Тошев. Добро утро. Добро утро на вас и на гледачите на телеканал Ајден. Еве на самиот старт јас малку начнав темата дека вие бевте во Белград на сајмот за венчаници и свечени фризури. Александар дамите имаат предноски почнува Цаци. Како поминавте таму, кои искуства ги собравте? Како сте задоволни? Па така, сајмот на свечени фризури и невестински фризури поточно имаше како надпревар на млади фризери од Југоисточна Европа, значи поточно од Црна Гора, Полска, Србија и правеа фризури, значи свечени за да можат народот да ги види што има, што е актуелно. Значи во моментот значи актуелно се фризурите кои што да кажеме можат да ги носат значи невести и значи како да кажем за посвечени како кумата, да кажеме сестра, и деверуши. Но сепак мислам дека во Струмица да кажеме тие фризури малку покасно, мислам во Македонија пристигнуваат. Александар, кое е твоето искуство? Дали еве сменивте контакти со оние други групи кои што биле таму, млади стилисти, кое е вашето искуство? Дали се договоривте да дојдат овде во Струмица да размените искуство и секако да слушнете што е актуелно кај нив, а што е кај нас, колку ние на еден начин да остануваме со модата кога станува збор за фризура? Па да, имаше во глобала доста фризери, стилисти и се тие. Разменивме доста искуства, сите тие например млади дружини, сите тие работи. Значи уште и таму разменивме доста мислења што како, па за понатаму не знам. Најверојатно ќе се појави ние да одиме или тие да дојдат нешто да се случува од не знам некој град, некоја секција на град Скопје и сите тие. Значи може да се случи такви, искуството се го прави својот плюс, да видиме што како се дешава таму. Што е актуелно во моментот еве на европската сцена, односно во Белград? Која фризура беше најмногу вака наградена, доколку имаше награди или најголем впечаток остави кај присутните? Па најголем впечаток да кажеме дека подигнати фризури, значи сега како да ги објаснам, значи мислам дека и самите гледачи ќе видат на сликите што имаше презентирано, значи да, од режија би побарала да ги гледаме сликите доколку може, да видиме како помина нашите двајца гости во Белград на сајмот на венчаници, ние во меѓувреме ќе ги објаснуваме. Бои, дали има некакви освен подигнати фризури, односно кок на времето што беше високо, има ли бои кои што еве доминираат моментално на стилската сцена? Моментално, односно сега во моментот е актуелна бојата Blue Orange, што ја викаат, значи портокалови нијанси, розениково-портокалови нијанси, што например доста од да кажеме од жените, муштериите ја бараат, но не на секако му стои. Да, тоа е вака посмел треба да се изфарбаш во таква боја, меѓутоа пред се треба да ти стои бидејќи е на посебна боја која што посебен тен на на твојата кожа за да може да ти прилега. Дали имаш еве Александар исто така и венчаници кои што најавуваат каква ќе биде и модата на венчаници за ова 2017 година, а знаеме дека во Струмица следува периодот на венчавки секој ден? Мислам дека немаше нешто посебно, мада од тој тип на венчаници, повеќе беше акцентирано само на фризурите. Значи, невестинските фризури, тоа што го видовме таму, одит класичните невестински пунџи, мазни, со некој посетен детал. Имаше и за некои посмели, фрик, да не кажам. Значи, тука веќе нешто беше испомешано со нешто класика и модерен стил. Ама претежно остануваат, значи, класичните пунџи.
А што е со оние свечени фризури за кумата, за свекрвата, за бабата, за деверушите? Дали имаме тука разлика помеѓу невестинска фризура и оние другите? Па, таму што го видовме тоа имаше разлика, нели? Кај нас нема некоја си разлика, ама повеќето интересно мене што ми беше тоа што, например, кумска фризура, додека се работа, кумските фризури некако беа од типот на, не знам, направено како со свеќе, нешто, знаеш, и цело време ги гледам, додека ги гледав, нешто не ми беше јасно, пошто кај нас обиче знаеш как идат свадбите, нели? Кумата на втора веќе, нели, тука, да не кажам така и, нели, се игра, знаеш, знаем како одат, нели, тие сите свадби кај нас, мислам дека тие фризури сите таму што ги одовме не би издржале еден таков терет како кај нас што се, нели, струмечките свадби. Да, на нашите ора, на нашите скокања, на сето она, посебно зависи од временските услови. Тоа што го видовме таму беше да се направи, да се види, да се слика. Доколку би се направила посебна фотосесија, бидејќи имаме веќе многу модерни струмички двојки кои што, нели, секој сака на свој посебен начин да си одбележи својата свадбена веселба, доколку има посебна фотосесија, каде што ќе нема ора и скокање, може да си дозволи таква фризура. Да, секако, да. Што е со, нели, кај нас? Имавте искуство, видовте дека таму има некако фризури посмели, односно фризури кои што можеби на толку скокање и играње нема да издржат во текот на целата вечера, односно скоро 24 часа, нели, за една свадбена веселба. Што е со нашите најпрво невести? Дали има такви кои што велат, јас знам што сакам, сакам таква и таква, или оставаат на вас вие да одберете, односно према, нели, нивниот лук да видите нешто што ќе им одговара, или има и такви кои што јас сакам како онаа невеста или како оваа невеста, иако ним тоа не да му одговара. Значи така, нашите невести, да кажеме дека, значи, се идат со нивни фризури, нивни модели, а сега ние сме тука да им кажеме дали им одговара или не им одговара. Па сега они се тие што дали ќе го прифатат, да кажеме, нашиот предлог или заедничко ќе избереме, нели, што може да се направи во моментот. Има и такви што, например, сакат, значи си донесат слика и кажат, значи сакам таква и крај, значи мораш да ја направиш фризурата. Ги задржуваат веловите или кој како? Се зависи од фризурата, значи ако на некого му е премногу долг вел, пошто сега, нели, има фризура, мислам, фустаните им се со долги велови и знаеш, некои сакат да го изводат велот затоа што, например, премногу тежи. Значи, како им одговара на невестите, така. Или првиот дел за сликање, после ресторановцето тоа се вади. Александар, има ли такви кои што преку ден имаат една фризура, па навечер, нели, ве викаат вас, дојдете да ме подсредите, односно да ја собереме, не можам да трпам пуштана, има ли и такви? Да, има, ама не дека не може да ја трпат, значи за да, нели, бидат различни. Со две различни фризури, например, да се вади. Со една фризура веќе трето легување во ресторант, веќе со друга фризура. Дали исто така користат и други аксесуари, односно нели, бижутерија, како венче, како една убава штипка во косата, доколку немаат вел? Мислам дека освен, нели, например, круна што беше, сите тие шнолови, тоа е и последно време, нели, од типот на Ким Кардашиан. Начело се, не знам како се вика, ама, нели, социализацијата си го прават своето, интернетот си го прават своето, значи, и верувам и оваа година ќе биде нешто и потренд, ако се појави нешто на интернет од некоја селебрити, не знам. И да се разликува секоја година да си го зазема своето. А што е со струмичките фризури на кумите, на бабите, на свекрвите, на деверушите? Како најчесто се избираат, барем за изминатата сезона, бидејќи, нели, 2017 не предстои? Да, повеќето фризури обично, нели, сите знаеме, сите сме били на свадба, значи тие присоберени пунџи или растурени пунџи, ние што ги викаме, нацбуфтени, значи во глобала тоа оди, нели, кај бабата, кај свекарвата, кај кумата, ама се случува, нели, се зависи од самиот карактер и самата личност. Значи тука некаде ако веќе има некоја позитивна личност, значи може веќе да се направи нешто и помодерно од самиот тип, да, тука веќе се работи и на нешто посмело.
А дали има и такви кои што, например, цел ден го поминуваат со пуштена коса, нели, без разлика дали би била исправена или виткана, меѓутоа да бидат со пуштена коса и оние поголем степен на тапирање. Дали се уште се и овие трендовски или тоа некако се надменува? Па кај постарите, мислам дека се уште се постои тренд, знаеш. За тапирање, за... Да. А така останало, не за тоа дали ќе може да се смени. Режи, овде би замолила да одиме со една музичка пауза, со една музичка македонска песна по ваш избор, подоцна се враќаме во студиото со останатите теми, кои што ви ги подготвивме со нашите денешни гости. Ќе зборуваме за струмичеки дека од секогаш важат за стокмени дами, секогаш средени во својата коса и средени за, не дај Боже, кога би биле поканети некаде да отидат на гости или пак секогаш спремни за кафе и секако да видиме кои модели не очекуваат во 2017 и како да освежиме нашата коса од зимскиот во пролетниот период. Така, почитувани мои, ова работно утро на ваше и мое задоволство имаме двајца стилисти, Цаци и Александар, со кои што веќе зборувавме за венчаниците, односно фризурите на невестите и на сите присутни на свадбата, односно свечените фризури кои што не очекуваат во 2017 година, иако сепак тоа е и лично искуство, односно желба на невестата или пак на сите оние кои што присуствуваат на самата свадбена веселба. Цаци, би започнала повторно од тебе. Струмиченки важат за дами кои што редовно се стокмени, односно средени во кога станува збор за косата, па нели и за облеката, тие редовно се средени струмички кажано. Како е кај вас, нели, вашите клиенти, има ли дами кои што редовно ве посетуваат, редовно знаат што сакаат или оние кои што редовно барем на година дена или 6 месеци ја менуваат бојата на својата коса? Значи така, имаме секоја недела што доаѓаат, жени на фризер да се средат, и се доста, жени, премногу ги има, бидејќи дојде време дека, мора, секоја жена да биде средена во косата и, например, да кажеме, пред 10 години, тоа не беше така, толку актуелно. Не беше толку актуелно, но денес веќе, секоја трета жена, да кажеме, оди редовно на фризер и редовно ја средува косата и, неделно еднаш до 2 пати обавезно. Тоа е еден прекрасен тренд, барем еве, нели, ние како дами одиме, уживаме, разговараме со оние кои што редовно, нели, ги прават нашите коси, уживаме, тоа се нашите 5 минути за уживање, за разговор и нормално после кога ќе видиш дека изгледаш перфектно, тоа е уште поголема сатисфакција и уживање лично, односно време за себе. Александар, има ли такви кои што еве многу брзо им досадува до она кое што во моментот го имаат како фризура или како боја на косата, па сакаат редовно да го менат или оние посмелите, да речеме нешто што во моментот не е актуелно, меѓутоа нив така им текнало, така ви сака да се направат во моментот? Да, па има искрено, нели, видите, некој стилот сам се го гради. Својот стил сам се го гради, а некој има, например, да правиме копи-пейст си прават, или, например, актуелно е, да кажеме, на социјалните мрежи, на Инстаграм и на Фейсбук, на Тоа што беше омбрето. Така, значи чисто за да биде во тренд. Стои на стои, чисто за да биде во тренд. Има некои што се го градат својот стил без разлика дали ќе биде тренд или нема да биде тренд, значи тие се го прават своето и знаат што им стои, значи и се држат до тоа. Колку еве, да речеме, редовно или барем еден што познавате ваш клиент, да речеме на 3 или на 6 месеци редовно знае да додаде нешто, дали некоја нијанса на косата, колку често го прават тоа? Па може и почесто, за разлика, нели, може да се случи на секој месец и тоа драстични промени, нели, да се случат, за разлика во рок од 3 месеци да се случат драстични промени, значи да премине од една боја на друга боја, на трета боја, па да не може да се пронајде, па да оде на четврта. Нема ли да ја оштетиме така нашата коса? Па, знаеш, технологијата веќе, нели, живееме од 21 век, технологијата си го прави своето, значи постојат средства што се заштитува влакното, значи да не дојде до оштетување, значи третмани, како за нашето лице, така и за нашата коса. Дали имаме и такви дами кои што редовно идат на третмани за коса? Има, например, да кажеме дека една жена ако си ја негува, например, да кажеме кожата, исто така ја негува и косата, затоа што, нели, има и премногу третмани сега во
моментот. Значи има колагенски третмани, ботокс третмани, значи ботокс на коса, да кажеме кератински третмани, арган третмани, што да кажеме жените си ги употребуваат, значи редовно си ги користат за да не им биде оштета на коста. Дали дали повеќе плавите, односно еве ти си подложена на такви третмани или има и од потемните нијанси кои што редовно ги прават овие третмани? Значи почесто за плавите, што например плавите коси бидејќи нели се бланшираат, се фарбаат почесто за да ја добиваат таа боја, значи повеќе се третираат и затоа мора значи да се прават третмани како да кажеме, кога се фарбаат обавезно, значи се стават третмани, значи има и такви што да кажеме си имаат наивната природна боја на косата, па си стават третмани за да ја заштитат, пошто сакат да имат здрава коса. Која е актуелната боја во моментот, еве да речеме сите оние дами кои што се двома, дали пролетно да ја сменат својата коса или пак не, која е актуелната боја? Па, актуелна боја, мислам онака да погледнеме, мислам дека нема нешто актуелно. Актуелно е обично кога доаѓа нели пролета, сите веќе тука бои се измешани, знаеш и кој што да направи. Инаку актуелна боја нема, значи може да видиш во сите нијанси. Значи беше бакарната, као актуелна се појави, плавата, значи од секогаш. А дали се уште ги има оние омбре, па повеќе нијанси, па оние нијансирање на минимум 5 бои, дали се уште се актуелни? Значи се уште ги се актуелни, мислам се уште муштериите го бараат тоа, бидејќи да кажеме си се навикнати да се гледа. Промената е тешка, посебно за некој кој што поретко го прави тоа, нели претходно ги спомнавме оние кои што редовно го прават тоа и оние кои што навикнати се 2-3 години се гледат во еден стил и најнаш промената не им е баш многу лесно прифатлива, иако можеби ова промена многу побого ќе им стои отколку што се биле претходните 3 години. Да, видете, ја значи глобално или кога ќе седне например муштериката на столот, кога ќе направи например драстична промена и ќе каже како не стои, знаеш, и значи викам секоја промена е добро дојдена. Значи се гледаш, окей, значи не ти стои нели бојата, ама за следен пат да знаеш дека оваа боја не ти стои. Ама како и да е, треба да преспием, според мене, да се види наутро, да види како е што е, па да се реагира. Да се прифати само до себе си, да. Има ли такви кои што еве да речеме обожаваат и носат стриктно кратки? Значи, нели жената повеќе се препознава по долгата коса, меѓутоа има и оние на кои што многу побого им стои кратка коса, средена отколку еве долга коса. Да, па има обично за кратките коси, да кажеме значи во поново време, значи важат за бизнесвумен. Значи жени кои што немаат многу време нели за да се средуваат, значи кратка коса, на брзина нешто за да ја среди за да може да отиде на работа, значи да не губи многу време со косата. Актуелни се кај нас не само свадбените прослави и матурските, полуматурските се настромичени важат за големи гурмани и пред се за луѓе кои што уживаат во сето на прослава која што нели треба да присуствуваат или пак токму за нив се прави. Дали веќе имате закажено матурски фризури или шминки што нудите во салонот, од кога почна еуфоријата да се чувствува кај матурантките, па еве и полуматурантките? Значи така, матурантките почнаа веќе да се закажуваат уште од пред Нова година. Значи уште од септември они веќе знаат како фустан ќе сошијат, па тек после наша фризура каква ќе им одговара. Значи буквално да кажеме дека они си сакат право да им е закажено шминка, фризура, ногти, да си бидат средени, да си ги имаат термините и здравје кога ќе дојде мај. Да биде се во ред, за не се мислат. Да. Има ли уште сега некој, да речеме, третмани од страна на матурантки за нели подстрижување, фарбање? Колку недели пред самиот ден на матурата, сето тоа е веќе резервизано од нивна страна за да можат да уживаат нели во целост да бидат прекрасни, да се представат во најдобро светло?
Значи така, матурантките почнуваат, да кажеме, веќе јануари, февруари, ако планираат да ја менат бојата на косата, дали ќе можат да се прифатат со таа боја на коса. Обично за подстрижување некаде околу, да кажеме, кога веќе почнуваат да се сликаат, март, април, нели, да се спремни, да се сликаат, да. Или пак, значи, некој сака да им биде долга косата, а напротив, многу по-лошо прават, да кажеме, разцветена коса, нели, оштетена коса, ја оставаат за после матурската да ја скратат, а, например, треба пред, за да биде косата здрава. И уредена, да. И уредна, например, сакат локни, а ти да направиш локно, значи треба да биде убава, врвот не стои. Александра, што е со оние кои, дали имаме и такви кои што прават допълно на својата коса, односно надградбите, дали се уште се актуелни? И иако не можеме да ги препознаеме реално, меѓутоа дали се уште актуелни? Да. И тоа некако не знам како ќе дојде времето, се поактуелни се надградбите на коса, значи мислам оти секоја втора матурантка веќе кој е за гостина, кој е за должина, значи ставаме надградба на коса. И не само матурантките, дали и останатите дами знаат да си посакат и еве нели да се видаат вака со погуста коса. Да, повеќето од муштериките си имаат своја сопствена, нели? Кога доаѓаат на фенирање, ја ставиме. Значи повеќето надградби се користат, значи кога има свадбени прослави, кога кажем или матурски, свадбени прослави, тука веќе. Тоа значи дека некоја дама, доколку ја видиме со прекрасно уредена долга коса, не значи дека е нејзината, дека можеби е позајмена, односно надградва ја. Тоа е едно интересно ваше искуство. Еве ти цаци веќе 12 на година, ти Александар со 2, секој ден сте со дами и дамите знаат да принесат многу информации, многу интересни теми од секој дневието, од пријателите. Дали кај вас се случува тоа госип, односно озборување, па што е актуелно, или пак да речеме кога има намаление некаде низ бутиците, како тоа се кај вас најбрзо дознава и се распостранува насекаде? Па така, значи кај нас, да кажеме, јас ќе кажам, ние сме бунар без дно. Затоа што ние само примаме информации и дека, например, не е во ред информациите, значи некоја жена, да кажеме, сака да си искаже. Значи, да кажеме, значи, намаление низ градо, шо има, как има, дека има, така да, знаеш, кај нас секој пат прво дознаваме. Што ќе се случи во Лас Вегас, тука да остане, да не излезе понатаму. А дали, Александар, токму од овие муштерики клиентки ви станале ваши верни другари со кои што другарувате, излегувате заедно на кафиња нон-стоп или пак навечер низ кафулињата на дискотеките? Па да, има. Значи, муштериката ти е таа седи на столот и некако се поврзваш од самиот момент и некако се препознаваш, нели, од самиот момент. Истото што го мислиш и ти го мисли и она, знаеш, и тука веќе, нели, се надзира некоја комуникација за пријателство, за другарство, башка. Со муштерика имам што славиме роден на исти ден, така некако моментот ни почна да ни оди, некако заедно мислевме и го искажуваме едно исто мислење и после кога ме праша кога се родам, викам 13 мај. Се пронајдовте. Да, се пронајдовме, тоа е тоа. Супер, тоа е убаво а пред се уште поубаво тоа што го работиш, да го сакаш, да се пронајдеш и самиот себе да се вложуваш во оваа работа и да напредуваш. Јас ви посакувам многу успеси во иднина и се надвам, нели, и со награди да ни се вратите од некое наредно ваше саемско дружење. Режи овде би посакала уште една музичка номера, односно пауза, па се враќаме назад со последната тема за ова работно утро. Почитувани мои, назад сме во студиото, продолжуваме понатаму, односно со последниот дел кога ќе зборуваме за нега на нашата коса, преминување односно од зимскиот во пролетниот период. Александар, ова е еден период кој што може би, нели, зимата некако најдолго ни се гледа, најмногу период некако таму поминува, меѓутоа пролет е еден прекрасен временски период кога апсолутно се расцветува, се е весело, се е во знакот на боите. Како е со негата на косата? Треба ли некој посебен третман или како да се освежиме или една минимална промена да направиме, а сепак, нели, да сме во знакот на пролет? Да, по повеќето, нели, клиентки што ги имаме, минимална промена се прави нешто пролет да се разбудува и тука веќе, нели, следува чишење, значи фарбање, нешто ново, некоја нова нијанса, нешто ново. Обично тука веќе, нели, фаќаат великденските празници, тука се ствара гужба.
секоја сака да биде средена, нешто ново да метне, да биде нијансирана или нешто омбре, некој третман, ама во главно повеќето нели пролетта кога доаѓа повеќе следуваат шишаниците, шишање. Шишање. Имаме ли такви цаци, например, еве некоја подолга коса, доаѓа пролетта, некако веќе крај, одиме скроз до овде, сечи цаци, што би се рекла, нели? Па така, за тоа треба храброст, како прво, значи има и такви, нели, муштери што да кажеме си ја растат косата и едно време, значи веќе прекиснува и доаѓа и вика, јас веќе не можам. Значи морам да ја скратам косата, значи сакаат едноставно промена. Ама се многу поретки. Рековме дека пролетниот период е подготовка за матурите, подготовка за свадбите, подготовка за се она кое што следува, односно најубавиот период од годината, пролетта, па понатаму и летото. Останува да ви се заблагодарам за денешното ваше гостување. Летото е малку период кој што малку повеќе треба да се обработи, затоа здравје Боже ве покануваме во некоја најрана прилика повторно овде двајцата да зборуваме и еве да ги информираме гледачките пред се за негата на нивната коса. Ви благодарам што бевте дел од Утренски пулс. Благодарам и на вас. Почитувани мои, тоа беше се што ви подготвивме за ова утро, односно за последниот ден од месец февруари. Ви благодарам што бевте дел од нас, што не следевте до самиот крај. Ви посакувам убав и благословен ден. Довидување.